Настанот бил исполнет со 5 дискусии на тема онлайн уметност, социјални медиуми, како да преживее вашиот бренд онлайн и дигитална писменост. Надпреварот во блогирање кажи нешто кој започна на 24 декември и траеше до 30 април. Има за цел да ги поттикне младите да ги употребуваат новите информатички технологии на практичен начин и да се изразат креативно преку музика, видео, фотографија или пишување. Ученичката Ивана Карова од Средното општинско училиште Гошо Викентиев со блогот Твое време во силна конкуренција со учество на преку 200 ученици од цела Македонија го освои второто место. Од нашето училиште Гошо Викентиев учествувавме 4 блога, каде што јас го освоив второто место од вкупно 147, приближно 150 блога, под менторство на професорката Билјана Иванова, професорка по математика. Се што требаше да направиме е да креираме наш сопствен блог на кој што требаше да објавуваме. Имаше повеќе категории од кои што требаше да избереме една. Јас пишував за категоријата култура. Бидејќи сите текстови беа лично мои авторски, постојано требаше да бидам на сите културни манифестации, на сите промоции, сите информации од училиштето и така се пишував и објавував на блогот. Ние се представивме со 4 екипи. Бројот на учесниците во екипите беше различен. Таа го освои второто место, сосема заслужено, затоа што беше и најдобра според мене. Првата награда ја освоил ученик од гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци. Надпреварот покажал дека во Македонија постојат голем број креативци кои имаат желба да се изразат на интернет просторот на различни теми и тоа да го споделат со интернет заедницата. Можност на блог да го искажат своето мислење, да дебатираат, да се едуцираат, да разменуваат искуства и да ги развиваат своите потенцијали. Заклучокот на жири комисијата на надпреварот била дека доколку на младите им се даде шанса, тие можат со своите размислувања да влијаат на јавното мислење, да бидат активни партиципанти во јавниот живот и да придонесуваат кон поттикнување на креативните потенцијали на сите останати.